Задоволство ми е што денеска сум овде во општина Прилеп, каде што заедно со градоначалникот, со неговите соработници, имав можност најпрвен да ја видам индустријската зона Прилеп 1, каде што од 20 продадени се околу 20 локации, практично сите локации се продадени. Поточно најпрецизно 21 локација се продадени, 19 веќе имаат извадено дозвола за градба, 5 се изградени, 4 се во тек на градба и навистина може да се каже дека станува збор за една од поуспешните општини во делот на отворање нови работни места и делот на овозможување за градба на фабрики кои што отвораат нови работни места. Она што е исто така многу важно е што веќе пред продажба се и локациите во зоната Прилеп 2, а се планира и зона Прилеп 3, која што ќе биде практично на претежно приватно земјиште, и зони Прилеп 4 и Прилеп 5 кои што ќе бидат на чисто државно земјиште. Така што градоначалникот има добра визија за решавање на проблемот со невработеноста во општина Прилеп, кој што веќе е во добра насока, значи над 10.000 нови работни места се отворени. Тука влегуваат и луѓето кои што се има впишано како земјоделци, како професионални земјоделци, но отворени си над 10.000 нови работни места. Отворањето на зоната 1 ќе овозможи вкупно 1.500 работни места откако целата ќе биде изградена. Сега во моментот има околу 400 нови отворени работни места, но севкупно кога ќе се изградат сите фабрики, ќе се вработат околу 1.500 луѓе. Паралелно во Прилеп функционира и се гради и технолошко-индустријската развојна зона во која што инвестираше владата, во која што веќе постојат две фабрики, Гентерм и Акомпласт, а во градба и фабриката ВИК, за која што голема заслуга имаше Бил Павлевски во тоа време, кога работеше со менаџментот и со собствениците на оваа фабрика, да ги убеди да дојдат во Македонија. И сите три овие фабрики ќе вработуваат вкупно околу 3250 луѓе, без нивните планирани проширувања кои што се за во иднина, како што да речеме Гентерм планира. Така што очигледно е дека градоначалникот и општината имаат многу вложено во отворање на нови работни места. Во овие зони вложено е во изградба на улици, осветлување на улиците, канализациони мрежи, водоводни мрежи и се она што е потребно за да нормално функционира таа зона. И мене ми беше задоволство да присуствувам во една таква зона, какво што има во Битова, да речеме, каде што нешто помогна и владата, но во голем дел и самата општина, и како што се прават и во другите градови, но во вакви размери и со ваков успех, навистина Прилеп може да се пофали дека еден од најнапредните и најдобри во изградбата на собствени локални индустријски зони со кои што се отвораат нови работни места. Навистина честитки за општината, за градоначалникот, за советниците, за сите оние кои допринеле да се создаде тоа што се создаде. Беше убава гледка да се видат веќе 5 изградени фабрики и уште 4 како се градат и всушност како се градат нови работни места. Имав можност да се сретам и со еден од собствениците кој што ми кажа дека е задоволен, дека расти бројот на вработени кај него, дека извезува низ Европа, така што навистина е задоволство кога ќе се види нешто што пред 4-5 години сме го говореле, сега веќе изградено и во градба. И од тој аспект прилепчани навистина имаат можности за понатаму. Значи, не само што се отворени нови работни места, туку ќе се отвараат нови работни места, затоа што се гради. Тука единствено загрижува и е ризик новата политика на владата, која што на странските инвеститори гледа како на трапници, гледа како на некои кои што многу земале, многу сака да земаат, сака да бидат нееднакви во однос на домашните и така натаму. Домашните се многу важни, ние секогаш сме ги поддржували и треба да се поддржуваат, но мора да се привлекуваат и странски. Затоа што странските не само што отвораат нови работни места, туку им помагаат, им даваат работа на домашните. Така што сегашниот однос на владата е голем ризик во однос на идните инвеститори, во однос на доаѓање на идни инвестиции, но со ова што досега е изградено и во локалните индустријски развојни зони од страна на градоначалникот и општината и од страна на владата, создаден е предуслов за да доаѓаат нови компании и домашни и странски и да се отвораат нови работни места. Со колкава динамика и колку многу тие ќе видат, може да се менува зависно од интересот и фокусот на владата, но дека ќе ги има затоа што веќе е создадено
веќе е создадена вредност. Веќе се создадени услови за да се градат фабрики и од домашните и од странските инвеститори. Тоа беше првата моја точка. Втората моја точка е овдека во овој манастир, овдека на ова место каде што имам неколку пати дојдено, каде што преходно го изградивме патот за манастирот Трескавец, во кој што инвестиравме како влада 1.400.000 евра. Преходно тука се доаѓаше само со джип, под многу тешки услови, по долго патување. Откако се изгради патот, веќе можеме да зборуваме за минути со кои што може да се дојде со кола. За несреќа подосна манастирот го зафати пожар и голем дел од манастирот беше опожарен. Тогашната влада презема мерки, се направија сите потребни подготвителни активности да започне обнова на манастирот. За да може целосно да биде обновен, се направи проект, преходно и археолошки истражувања и веќе е почната обновата, веќе како што можете забележите во длабока фаза на градба е градбата на конаците, но и подготовките за заштита на самата црква. Самата црква е загрозена и таа воиднина ќе треба да се реставрира. И ќе останат уште некои помали делови кои што воиднина, за кои што сега се подготвуваат проекти, кои што воиднина ќе треба да се реставрираат, реконструираат и да биде целосно обновен овој манастир со задржани главни елементи на манастирот од вековите наназад. Овде во овој манастир има елементи кои што се од можеби 4-тиот век пред нашата ера, па преку римскиот период и подосна. Навистина место кое што е магнет за многу странски туристи кои што доаѓаат, но и збиралиште на многу граѓани на Македонија, особено на луѓе што живеат во Прилеп и Прилепскиот регион. Она што посебно ме радува е што изградениот пат овозможи овогодинешните пожари да не го зафатат манастирот. Затоа што по него може да дојдат цистерми, може да дојдат служби за гасење на пожарот и може да дојдат многу граѓани волонтери кои што во огромен број се озваа на повикот на градоначалникот, затоа што владата затаи во делот на одбраната од пожарите, вклучувајќи го и овој предел. И практично манастирот годинава го спасија волонтери, граѓани. Стотици, можеби илјадници граѓани кои што се озваа на позивот, но овој пат тие имаа по што да дојдат, имаа пат. И противпожарните возила, и оние кои што носе алат за гасење на пожар, и самите волонтери можеа мощно и брзо да дојдат по патот, да се изгасни пожарот и да се спаси повторно од нов пожар овој манастир. Можам да кажам дека инвестицијата во овој манастир покрај патот кој што е 1.400.000 евра, предвидена е да биде 1.700.000 или 800.000 евра, да, 1.800.000 евра, кое што во најголем дел ќе го реконструира манастирот, ќе го реставрира, ќе го обнови, ќе останат уште помали делови, како што кажа, за кои што сега се изработува проект, и навистина ќе го направи уште поатрактивен за сите граѓани на Македонија, но и за странските туристи. Мене ми е задоволство што ние како влада го почнавме и го завршивме патот, а сега го почнавме и се уште се одвива реконструкцијата на овој манастир, кој што е вредно културно наследство и богатство на Македонија. Покрај овој манастир ние многу инвестиравме и во други манастири во овој регион, да речеме манастирот Зрзе, каде што исто така се направи и патот и целосно се реконструираше целиот манастир Зрзе. Понатаму манастирот Варош, каде што се инвестираше во нови делови, во нови конаци. Исто така манастирот Свети Никола во манастир, каде што исто така се инвестираше во одредени делови од конаците и во многу други манастири и цркви во овој регион, кои што се стари, кои што се вредно и културно наследство за Македонија, не само за овој регион. И се многу места кои што се култни места за самите граѓани и за верниците. Тоа се тие две точки кои што денеска ги посетив и ми е посебно задоволство што работите во тој дел се одвиваат во добра насока и во локалните општинските зони за градба на фабрики и овдека манастирот Трескавец, каде што се беше завршено во однос на подготовките, се започна градбата и таа се уште тече. Повелете, дали имате прашање? Новата влада најави изградба на патот Градско Дреново. Кој е вашиот коментар за тоа? Знаете што? Дај Боже нека се изгради патот од практично Прилеп до Градско, па макар и со китење со туги перја. Овој пат има 3 фази. Првата фаза веќе се гради уште од подамна.
Втората фаза, тендерот се објави во септември минатата година. А народот знае дека тендер кој се објавува со претходно обезбедени финансиски средства и со согласност на банката дека може да се објави тендерот. Таа не само што ги обезбедува финансиските средства, не само што кажува како треба да изгледа тендерот, туку дозволува кога тој да биде објавен. Практично во септември кога беше објавен со дозвола на банката која што ги обезбедува тие средства, што значи дека средствата, како и во секој таков случај, кога е објавен тендер, веќе се обезбедени. Сега еве чув дека новиот министер кажал дека тој ги обезбедил средствата. Не знам како ги обезбедил пред една година средствата кога не беше министер, но сигурно сега не ги обезбедил, затоа што веќе се обезбедени пред објавата на конкурсот, односно на тендерот во септември минатата година, кога тој не беше министер и кога се уште беше преходната влада. Но како и да е, не е важно кој ги обезбедил, важно е да се заврши патот на задоволство на граѓаните, а народот ќе си цени кој колку допринел во изградбата на овие патишта. Да се почне барем првиот километар од 500 километри што СДСМ ги вети како автопат дека ќе се изградат во нивниот мандат. Сега за сега немаме ниту еден километар автопат од вкупно 500 километри што тие ги ветија на граѓаните. Па јас сум многу задоволен од работата на градоначалникот, а мислам дека се многу задоволни граѓаните на општината Прилеп и тоа е поважно. Она што може да се каже е дека градоначалникот во времето додека тој е градоначалник има завршено над 1000 проекти. Само во овие 4 години има изградено околу 200 километри канализациона мрежа и водоводи, околу 50 километри пат. Има изградено 3 училишта и четвртото сега се гради. Има изградено и нешто со помош на владата, нешто самиот и 4 спортски сали. И уште поголем број на други работи кои што се важни за инфраструктурата на градот, за поквалитетно живење на граѓаните на Прилеп. И мислам дека е неспоредлив во однос на било кој пред него. И има уште многу работи да ги заврши, кои што се во неговите планови. Она што е значено е и најзначено би рекол од се. Важни се водоводите, важни се канализационите мрежи, важни се патиштата, но најважно од се е што градоначалникот посвети големо внимание на отворање на нови работни места, на создавање услови да се отворат нови работни места. А тоа се индустријската зона Прилеп 1, која што денеска ја посетив и видов веќе 5 изградени нови фабрики, 4 во тек на градба и уште десетина кои што се подготвуваат наскоро во наредните месеци да почнат градба. Слушнав дека веќе се предпродажба и на локациите во зоната Прилеп 2, а се планираат уште 3 зони. И знаеме сите дека се градат или се изградени 3 фабрики во технолошко-индустријската развојна зона, каде вкупно ќе се вработат 3250 луѓе. Тоа е најважниот дел. На луѓето пред се им треба работа и плата. Тие што се невработени, со овие проекти добиваат вработување. Тие што се вработени, им се овозможува преку отварањето на нови работни места и интересот за нови вработувања да им растат платите. По природен пат, по пат на конкуренција. Така што ако нешто навистина треба да се издвои како најзначено за кое што помогна градоначалникот со неговата визија и неуморно работење, е пред се отварањето на нови работни места во Прилеп и за прилепчани. Како сте представени? Беа задоволни од проектот и ни донираа на општината 120.000 евра и решивме да ги инвестираме тука во индустријската зона со цел на опфатот за 35%, кој што од тие 35% 90% е за изградба на фабрики и погони, нови индустријски зони. Баш као овие две зони Прилеп 1 и Прилеп 2, имаме уште една. Добар ден. Добар ден. Честито нова фабрика. Здраво живо. Здраво живо. Многу добро. А тоа порано стои или сега? А он што се више фабриката? Почна,
Председател и ние ги тераме малку и тие да си подобра дворот, да си го средат зелен. Задоволство е денес да видиме домаќин на председателот на ВМРО-ДПМ, господинот Никола Груевски, со кој што заедно во минатиот период реализиравме заедно со таа влада стотици проекти во интерес на подобрување на квалитетот на нашите сограѓани во секој поглед. Дел од тие проекти денес ги посетивме и навистина еден од најдрагите проекти на ова локална самоуправа во овај 4 годишен мандат е секако создавањето на двете преубави комплетни зони кои што се доста интересни за домашните и странски инвеститори. Тоа е слободната економска зона Валинци, каде што никнуваат 3 фирми да градат нови погони со повеќе илјади вработувања и секако индустријската зона Прилеп 1, која е целосно под ингеренција на локалната самоуправа. Вложивме повеќе стотици илјади евра во оваа зона да доведеме комплетна внатрешна инфраструктура како што е водовод, канализација, пат, електрични кабли, електрична енергија, тротоари, осветлување и така натаму. И како што инвестираат и градат инвеститорите, ние ги пратиме со комплетна инфраструктура до секој објект. Ова зона ќе биде гордост наша, бидејќи порано во генералниот план и деталните планови нити имало предвидено индустријски зони, нити Прилеп бил интересен за инвестиции, нити за домашните, да не речам за странските уште повеќе. Меѓутоа, со создавањето на сите овие услови, генерални, детални планови промена, со помош на владата претходна и со помош на она што го направи локалната самоуправа и советот на општина Прилеп, Прилеп представува денес една од најинтересните дестинации за инвестирање на домашни странски компании. Податоците се навистина интересни. Во времето на владењето на предходните локални самоуправи имавме рекордна бројка на невработени лица не само на Балканот, можеби и во Европа. Преку 65%, 70% од работоспособното население беше невработено, со уништени фабрики, лоша транзиција и преку 30.000 невработени. Бројката сега е многу помала. Во овој период од 12 години успеавме над 10.000 да отвориме нови вработувања преку регистрирање на земјоделците, преку позитивните проекти кои што ги нудеше владата и агенцијата за вработување. Меѓутоа, најмногу преку проширувањето на домашните инвестиции и капацитети и пред се внесувањето на големите мултинационални странски компании. Тоа е најбитно. Меѓутоа, исто така, морам да напоменам дека сме тука присутни во овој манастирски комплекс Трескавец, кој представува една навистина богата културна и историска ризница за Македонија. Благодарение на Министерството за култура и претходната влада, овдека се инвестират 1.800.000 евра во конаците, 1,5 милион и повеќе евра за патот достапен. За брзо време ќе бидат комплетно реконструирани конаците и ќе биде ова еден од најпосетуваните манастири на Балканот, како што беше и претходно. Се изградија патишта до Зрзе, Свети Никола, се изградија и други патишта од страна на локалната самоуправа, како што е манастирот во близина на населеното место Селце, Света Петка, Волениште и така натаму. Ова локална самоуправа бележи рекорди во историјата на Прилеп и во однос на поставување на асфалтна мрежа во градот и населените места и во однос на водоводна мрежа, во однос на канализациона мрежа, пречистителна станица и ред други работи да не ги спомнувам. Ние сте навистина апсолутни рекордери, а за тоа кажуваат делата кои што се сработени досега и кои не прават да видиме горди прилепчани, а не да видиме Прилеп град на заборавот и срамот како што беше претходно со нити еден реализиран проект, една заборавена касаба која што не само туристите, туку и прилепчани гледаат да одминат. Па видете, се прават анализи. Моментално анкети се прават од страна на партијата. Ние како партија секогаш застануваме за наддобриот кандидат, а најдобар оној кој што има најголема поддршка од граѓаните на општина Прилеп, така да без разлика дали тоа ќе биде Маријан или некој друг, јас се надам дека поддршката ВМРО-ДПМН ја има од граѓаните, се сеќаваат како беше во времето на СДС, како е во времето на ВМРО-ДПМН, може многу лесно споредба да направат и да одлучат како и секогаш да гласат за подобриот.
Тоа секако нема оди во прилог на противниците на Социјалдемократскиот сојуз, покрај направените анкети и сондажи, му сметат одредени личности. Гледаме секојдневно како граѓаните на Прилеп ги трујат со некои неиздржани кривични пријави со цел да го прикажат нивното неработење во овие 3 месеци, бидејќи како влада воопшто го немаат спомнато Прилеп, освен прекинувањето на патот за Плетвар до Прилеп, како што беше случајот пред 1 месец, или пак со китање со туги перија, значи со туги проекти. А од друга страна целта му е само да клукат да дискриминираат личности, мислејќи дека со тоа ќе направат позитивни поени кај народот. Ја едно би му кажал и дека и тие се горди што денес се прилепчани, бидејќи и тие што повикуваат и прават такви клевети од страна на Социјалдемократскиот сојуз, пред 12 години во нивното владење им беше срам да кажат од каде потекнуваат, бидејќи нема реализирано нити еден проект. Меѓутоа, нити можат да нуплашат, нити да не дефокусираат во нашето работење. Ние продолжуваме посветено да си работиме на реализација на сите проекти кои ни се зацртани во интерес на граѓаните. Никогаш фокусот не ни бил СДСМ, нас ни бил фокус граѓанинот на општина Прилеп и подобрување на квалитетот на неговото живење. Одамна се немаме видено. Ова се за Само тоа е задниот со многу ги гледа. Речи се перфектно да го копираат на врвот на планината во географски невозможно. Порано тука само со чипси. Тони Келли ми помогна, се викаше новинарот кој што пишуваше за представи, такви зборови, каде што тие се обалуваат ракоделија, може да отиде гледате како е пресечена субзидија. Така што се е по стандард посебен проект за Особено затоа што има место и за креативни. Значи има пасто и вие и на следаш како Само ќе ги поставиме во горниот ред сите тие икони што успеавме да ги спасиме. Предвидено е во проектото? Се прави проектот во моментов. Трапезаријата е уникатна и правена во Македонија со огромни камени. За тоа ќе треба нов тендер, така? Многу интересно. Тоа ти е. известно вчера и во други цркви на наследи. Врзани со проектот. Се тоа сега што се презема како превентивна заштита е за да се заврши конечно тој проект кој што е започнат 2005 година. Само да не запреме. А, 500.